Во лето поради помала издашност на изворите и голема потрошувачка, а во есенските и зимските месеци поради технички проблеми. Тетово нема доволно вода. Во изминатиот период во неколку наврати по обилните врнежи од дожд поради заматување се исклучуваше филтер станицата на новиот водовод, кој се снабдува од површински води, па иако во чешмите тече безбедна вода, количината е намалена. Доктор Ратко Давидовски од Центарот за јавно здравје вели дека на сировата вода треба да се постави таложник, како и да се користи активен јаглен. Со таков таложник и она промена на вкус и на мирис, не само матнотијата, затоа што со коагулација, коагуланти може да биде натриум сулфат, ферисулфат, феросулфат, бакарен сулфат и колоидите што го даваат мирисот, а да не зборувам 70 до 80% од матноста и од бојата се пречистува на водата. Кога имаме суспендирани частички, кога имаме матнотија, настанува таложење прво, тоа е пред третман, па потоа се доаѓа во филтер станицата и се филтрира таа вода. Некаде меѓу од 3 до 6 часа трае таложењето по пат на гравитација и по пат на хемиска реакција, односно позитивни и негативни иони и настанува таложење. И после многу е лесно да се кондиционира и да се доведе во здравствено исправна и безбедна состојба водата и да не заборавиме дека и после филтрацијата може да има третман, може да се кондиционира водата, зборуваме за површинска вода, значи зборуваме за речна вода. Најдобро е со озонирање, тешко е технички изводливо озонирањето, но ние неколку години кажуваме последователно дека со активен јаглен треба да се изврши после филтрацијата корекција на водата за пиење. Тетовскиот градоначалник тврди дека е направена анализа на лешничкиот водовод поради честите дефекти по ерозија на земјиште, која покажала дека оваа зима нема да потфрли, а за нови количини вода ќе се прави проект. Направена е таа анализа, согласно истата имаше еден проблем увиден кој рекордно време беше саниран и сега ние сме уверени од луѓето од јавното комунално дека ова зима водоводот, значи водоводниот систем од Лешница нема да отфрли. Исто така при таа анализа утврдено дека има можност во средина на тој водовод кој над 20 километри има една друга можност да се добијат нови количини на вода да се стават во системот, за кој веќе дадено налог да се подготви проект и да се види да се зголеми приливот на вода од Лешница, со што ние цениме дека ќе се подобри снабдувањето со вода. Инаку градот има дотраена водоводна мрежа со чести дефекти, но и големи загуби на вода. 600 литри вода во секунда е магистралниот цевковод што носи од Чарпланина, а апсорпционата моќ на градскиот водовод е 420 литри.